Добро, имаме половина час. Се надевам доволно. За суштината на проблемот или кој седи на престолот? Кој може да седи на престолот? Цар. Цар седи на престолот. Спомнавме пред некоја сабота за зависност. И еве да прочитам некои така размислување, дефиниции, како сакате, кажете ги. Зависноста е склоност, нешто што сме склони да го правиме, а и не мора ни да сакаме. И најчесто не сакаме, ама го правиме и покрај тоа што не сакаме. И ако помислите, одма може би ви доаѓа во мисли оној текст во 7 глава Римјаните или оној човек опишан во 7 глава Римјаните, кој што баш тоа го кажува, значи. Сака да прави добро, ама не го прави и се наоѓа како го прави она лошото. Знае дека му штети, знае дека дека е лошо. Токму така, тоа е силна и штетна потреба редовно да правиш или да имаш нешто. Тоа е зависност. Библијски гледано, личноста која што е зависна е всушност роб. И нормално, ако помислиме, навистина робот е тој кој што прави нешта кој што не ги сака. На некој начин е приморан. Врзан за навиката. А пазите, не мора да значи дека тоа е нешто само да може да биде било каква навика, не мора да значи дека е нешто, некој вид на субстанца. Може да бидете зависни од гнев, зависни од кавга. Луѓе има кои што се хранат од тоа, буквално. Во денот, ако не го поминат да не подвикнат или не знам што, или нетрпение, пример, како да не може да го поминат денот. И тоа е зависност, исто така. Може да биде. Во Библијата зависноста се дефинира како греф. Тоа е греф, едноставно, тоа е греф. Да отвориме на почеток во Јован, 8 глава, 34 стих. Јован 8:34. Исус се обраќа и вели: вистина, вистина ви велам, дека секој кој прави греф, роб му е на гревот. Може и да не сакаш да го правиш, ама доаѓа да го правиш. Зависник, роб, врзан си. Во Евреите 12 глава, 1 стих, не мора да отварате, вели таму, мислам дека и вчера го спомнавме во некоја конотација, гревот кој што не сплеткува лесно, во едниот превод стои. Во другиот вели, лесно се прилепува за нас. Или вели тој стих да го оставиме, ама како? Гледајки на нашиот зачетник и исполнител на верата, гледајки на Христа, трчајки ја таа трка и гледајки на Христа. Тоа е всушност и решението, ако се сеќавате пред 2 саботи таму кога беше, кога спомнавме. И дека сите, така и тогаш констатиравме и со право констатиравме дека секој од нас е некаков вид на зависник. Затоа што Светото писмо вели, Римјаните 3:23, сите сгрешија и се лишени од славата Божја. Но ако отвориме во Откровение 3:21, има еден многу убав стих, едно од ветувањата до една од црквите, до која црква, која се спомна Откровение 3 глава, па уште и 21 стих, која е прорака? До Лаодикеја, да. До последната црква. И она ветување кое што гласи: на оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол. Која чест! Тоа е гласот на вистинскиот сведок, тоа е гласот на нашиот Спасител Исус. Како што и јас, вели, победив и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Сега, за да се најдеме таму на тој престол,
Многу е битно кој седи на еден друг престол. А кој седи на престол воопшто, еве, како општо прашање, реков претходно, цар. Цар е тој кој што седи на престол. Значи не е тоа обичен стол, туку е престол. Прв стол, да. А кој е царот? Што го дефинира царот? Да видите, ќе спомнам некои карактеристики кои што се битни за подосно да разбереме што сакам да подвлечем и да кажам. Тој е владетелот. Тој е оној кој што владее. Тој е господарот. Тој е оној кој што има авторитет. Тој е оној кој што има моќ и контрола. Тој носи одлуки, тој ги донесува правилата и законите. Тој издава наредби. И кога ќе издаде наредба, има и инструменти со кои што може и да присили на послушност. Нели, војска, полиција, како и да е. Царот, со други зборови, е највисоката власт. Сега, ако се вратиме уште на почетокот, за жал, нашите прародители, човекот, паднал уште на старт, ја изгубил Божјата слава, го изгубил Божиот карактер, оној лик Божи во себе. Не само тоа, туку го изгубил и здравиот разум, можеме да кажем. Човекот станал поданик на ѓаволот. Значи, ние се раѓаме како пријатели со ѓаволот, но Господ не ја оставил ситуацијата така, туку веднаш интервенирал и веднаш она прво ветување, прекрасно ќе кажам ветување за Адам и Ева, но и за целиот човечки род и за нас денеска во Битие 3.15. И ставам непријателство меѓу тебе и жената, и меѓу родот твој и породот незин, тој ќе ти ја смачкува главата, ти ќе го каснуваш во петата. Надприродно Господ става непријателство меѓу нас и злото, меѓу нас и змијата. Инаку, каде ќе не беше крајот, ако не беше така? Во второ послание до Тимотеј 1.7, второ послание до Тимотеј 1.7, стои запишено вака. Зошто Бог не ни даде дух на страшливост, туку дух на сила, љубов и себе владење. Или во другите преводи стои само дисциплина, само контрола. Господ сака да го обнови ликот во нас. Господ сака да го врати здравиот разум кај човекот, а тоа е, може да кажеме, здравиот разум е човек кој што има само контрола, само владење. Владее со самиот себе, односно не може тој самиот, туку треба да владее тој кој што ќе седне на престолот. Во Филипјаните 2.5, исто прекрасен стих. Имајте ја во себе истата мисла, истиот ум, кој што беше во Исуса Христа. Тоа е она што Господ сака да го врати кај нас. Да го обнови умот, да го врати тој ум, првиот, здравиот ум, здравиот разум. Каде што владееше само контрола, каде што владееше повисоката природа кај човекот над пониската. Она што денеска ни се случува, еве она што го зборуваме, е само заради тоа што се повеќе и повеќе напушта здравиот разум, се повеќе и повеќе владее таа пониска природа, каде што се страстите, апетитот, желбите, чувствата. Затоа и светот толку е збеснат. Еве Римјаните 12.2, многу убав стих, кој што вели, немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум. Обнова треба да се случи во нашиот ум. Тука е клучот. За да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Во тој контекст зборува и стихот во второ послание до Коринќаните 3.18. Второ послание до Коринќаните 3.18. Ние пак сите со откриено лице. Тоа беше што? Кој е овој стих?
Второ послание 3.18. Второ послание до Коринјаните 3.18. Кој беше вчера на служба? Тој е вчерашниот утрински стих, вчера малку го разгледавме. Ние пак сите со откриено лице како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик. Преобразба, обнова треба да се случи од слава во слава, како Духот Господов. Нормално со помош на Господовиот Дух. Тој ја врши таа преобразба. Тој го прави тоа обратување. Еве, зборувавме, не спомнавме, можеби, битен детал, значи, не е оној вестникот кој што ја кажува веста, дека тој е само посредник Божи, Словото, знаењето кое што го пренесува до луѓето и те како е важно, меѓутоа обратувањето го врши Божиот Дух. Во соработка со слободната волја на човекот. Ако човекот не сака, Господ е немоќен. Прашањето се наметнува, кој владее со нашиот ум? Ако отвориме во 1 Самуилова 8 глава, не мора да отвараме, меѓутоа во контекст на оној кој што Јани го зборува за серијата Теократија, токму во таа глава гледаме една пресвртница во Израел, што сакаат да го тргнат царот, оној кој што дотогаш им бил цар, а рековме царот има највисоката власт, и решили да побараат да имаат и тие цар, ама човек цар. И пораката преку Самуил гласи, од Господа преку Самуил, дека сакате цар, ќе му робувате на царот. Ќе станете негови робови. Им кажува тамо што ќе треба да прават мажите, додат во војска и така натаму, па жените што треба да прават. Па што ќе се случи со земјата, па даноци, па едноставно ќе робувате. Сега видите, Бог има свој поредок, свој ред на авторитет. Тој ред го воспоставил и е воспоставен и владее во Вселената. И овде на земјата се измешани работите и се повеќе се мешаат. Бог е таа повисока, или ќе кажеме највисока власт. Тој владее над човекот и над секое создание. А на човекот исто така му дал власт над што? Што читаме тамо во Битие 1.28. И Бог ги благослови. Мажот и жената им рече, плодете се и множете се и наполнете ја земјата и подчинете ја. Владејте над рибите во морето и над птиците во воздухот и над сите живи суштества што лазат по земјата. И нормално тоа не е узурпирање, туку владење, како што Господ владее и треба да владее, така и човекот требало да владее со земјата, со птиците, со животинскиот свет едноставно. Значи, го гледаме поредокот, Господ како највисока власт, над човекот и над сите созданија, човекот како власт над созданијата. Но што се случува? Израелците побарале човек кој што има пониска власт да го заземе местото на царот, да ја добие онаа највисока или повисоката власт. Да владее над човекот, точно. Зошто Господ Исус во Новиот Завет ќе каже: сите вие сте браќа. Сите ние сме тој род. Човечки род. Не може некој да владее над умот на другиот. Елен Вајд, читајте и самата Библија, строго забранува и посебно обрнува внимание на таа голема опасност, да владее некој ум над умот на другиот. Исто така зборува за царска власт во самата црква. И така натаму. Но се вратиме на овој поредок и на сликата која што се уште ја воспоставуваме, за да дојдеме потоа до она што следи. Човекот да ја земе таа повисока власт
и да владее над останатите луѓе. Се направило едно истражување на студија во Швајцарија, каде што сакале, преку која што студија сакале да се видат ефектите кога на човек, од владењето на човекот, кога на човекот ќе му се даде власт над останатите луѓе. Измислили една игра, ја нарекли диктатор. Ти видите зошто. И ќе поставиле еден, тој ќе биде цар, тој ќе биде оној кој што ќе владее над останатите. И му давале слободна волја, значи, да речеме, некоја сума на пари, на средства, кои што тој како владетел сега треба да им ги подели на другите, кои што се, подчинети негови. И што се случувало? Дури да не бил воопшто корумпиран, најчистата личност. Знаете, обично знаеме да кажеме ние во нашиот народски речник, она поговорка, дај му на човек власт и пари, па ќе видиш. Меѓутоа, тоа одговара на секој од нас. Тоа се однесува на секој од нас. Ние сме тие со таа грешна природа. Тоа е грешната човечка природа, која ќе му дадеш власт. Тој станува мало диктаторче. И што се случило, значи? Резултатот, владетелот ја узурпира полека, но сигурно, сета моќ што ја има, со власта која што му е доделена, и приграбува колку што може повеќе за себе, а на овие другите ќе им даде така колку да преживеат. И сега живееме во еден таков свет, знаете, на времето, она утопија, комунизам и така натаму, ке сме работеле колку што сме можеле, а секој ќе добивал колку што ќе си добива колку што си сака, колку што има потреба. Каде е тоа можно на овој грешен свет, луѓе? Кога секој ќе сака да грабне повеќе за себе. Потоа продолжувала играта. Оние кои што биле подчините сега, да речеме, некорумпирани, измачени луѓе добиваат трошки, тој ќе го стават на да има царска власт. Што се случува? Истото. И тој се корумпира. И тој се израсипува. И тоа за кратко, бргу. Тие чувства на моќ кои што предизвикуваат промена во мозокот. На истиот начин, внимавајте, како што таа промена ја прави кокаинот во мозокот. Само еднаш вкусена власт станувала заразна за тие што ја добивале, а тие самите се претварале во зависници. Тој допамин, кој што се лачи таму во лимбичниот систем, значи пониската природа, меѓу мозокот, објаснувавме кај се наоѓа. Многу побаво би било тоа со слайдове, мајде, може би некојаш во иднина. Тој допамин, кој што се наоѓа, хормон, се нарекува хормон на среќа, на задоволството, на среќата. Серотонинот. Поточно. Еуфорија се случува всушност. Она за што минатиот пат зборувавме. И, знаете, се подига допаминот, па се спушта под нивото кое што воопшто и бил. Се има потреба од уште поголемо лачење на допамин. И се поголема желба за моќ, за власт. Тоа што го гледаме насекаде околу нас. И како што кажав, во таа игра, во тој опит, еден обичен човек, кој што може би воопшто не бил расипан, на крајот го гледате како еден мал диктатор. Да приграби колку што може за себе, а останатите ништо, ако е можно и ништо. И зависност се ствара. Кој беше првиот зависник за моќ, за власт, кој што се обиде да го наруши тој поредок? Сатаната, нормално. Што читаме во Исаија 14 глава? Како падна од небото деницо, светлоносицу сине зорин, како ли си симнат на земјата ти, угнетувачу на народите?
Зборуваше во своето срце, ќе се искачам на небесата, над Божите звезди ќе се издигнам престол за себе. На собрината гора ќе престолувам на краен север. Ќе се искачам во облачните висини, ќе бидам еднаков со Севишниот. Не еднаков, сакал да биде над Севишниот. Да ја добие. А што е сатаната? Создание. Или малку повисок, како од човекот доаѓа ангелот. И тоа сепак е создание, подредено. Со пониска власт. Му се родила желба да ја добие она најголема власт. Да го наруши поредокот. И се случува таа војна на небото. И војната настанала на небото заради околу прашањето кој ќе владее, кој ќе седне на престолот. Сите војни малтене денеска се водат за тоа. Големата борбата во која што секој од нас е вклучен, исто така се води за кој ќе владее, кој ќе седне на престолот на нашиот ум, кој ќе има контрола на нашиот ум. Само кратки податоци околу мозокот. Замислите си, тоа е кило и пол. Кило и пол од целата тежина на човекот. Толку е мозок. 1,3 до 1,5 килограми. А нешто што е најкомплексно во целиот универзум. 80 милиарди неврони, нервни клетки постојат во мозокот. Сума сумарум, сега. Кој ги броел, нели, ќе кажем. 80 милиарди. А сите тие, секој неврон, посебно, има синапси, конекции со други неврони, од 1000 до 10.000 такви конекции. Може замислите која сложено се тоа. Сега, околу комуникацијата, многу битна работа. Меѓу невроните, знаете, ако се сеќавате или ако може би поскоро сте читале дека каква е нивната врска? Тие не се поврзани еден со друг, туку има меѓу нив простор, да, кај што се потребни овие невротрансмитери, за кои што спомнавме еден, допаминот, серотонинот, така натаму, кои што ја обезбедуваат таа врска. Значи, тука се случува хемија, хемиски процес. Значи, тие, серотонин, допамин, кои што се лачат во лимбичниот систем, во пониската природа на човекот, се клучни за да се воспостави таа врска меѓу невроните. Значи, нервните клетки. Да отвориме сега во прво послание до Коринќаните. Значи, комуникацијата е многу битна. Ако комуникацијата не е во ред, тоаш многу други работи ќе бидат наопаку. Прво Коринќаните 15:33. Не знам како гласи во вашиот превод, ја ќе прочитам и англиски на крајот, затоа што е најавтентичен овде, да. Прво Коринќаните 15:33. Не измамувајте се, лошите друштва ги расипуваат добрите навики. Другиот превод вели, не лажете се, лошите зборови ги расипуваат добрите обичаи. Но англискиот вели, не лажете се, evil communications. Значи, be not deceived, evil communications corrupt good manners. Значи, лошата комуникација ги расипува добрите обичаи. Значи, кога имате лоша комуникација помеѓу клетките, ете ти лошо здравје и лоши навики и болести. А не е само мозокот како мозок. Туку знаете каде се одат нервите. Низ рбетниот мозок, а од таму до секој орган во телото. Замисли си, нема каде, нема нерв. Па затоа некојаш кога или една обична лоша мисла може да ви го расипе така расположението и подобре да не седнувате да јадете, затоа што нема ни да се свари како што треба таа храна. И така натаму, и ако таа мисла трае, како беше она мисла, чирот не се добива од она што го јадеш, туку од она што те јаде. Значи, ако трае таа мисла и ќе настрада желудникот.
Храната нема да се вари, а таа иста храна, која исто така битна и за храна на мозокот, па исто, значи повратно дејство има. Па ќе делува на тоа какви мисли ќе се раѓаат. Видите како е сето тоа поврзано. А Господ е творец на ред, тој сака рамнотежа во се, баланс. Сега, ќе спомнам уште еднаш. Ако во лимбичниот систем се чувствата, страстите, емоциите, тука е и егото, тука е центарот на егото, нашето его. Во предниот резен на мозокот, интелектот, разумот, моралниот суд, совеста, духовноста, волјата. А волјата е одлучувачката сила. И сега со онаа паралела, со редот на авторитет, што мислите, кој е царот? Нели, да се подсетиме, што беше карактеристично за царот? Тој е некој што владее, тој е највисокиот авторитет, тој е моќта, контролата ја има, носи одлуки, издава наредби и така натаму. Еве, од сите овие што ги спомнавме, разумот, моралниот суд, совеста, духовноста, тука е центарот на духовност, во предниот резен. Кој е царот? Што мислите? Кој е тој кој што контролира? Кој носи одлуки? Па волјата. И ако непријателот сака да го сруши престолот, да седне, тоа му е целта да седне тој на престолот, каде ќе мава навеќе? Токму на волјата. Да ја ослабне волјата. И која што и текако ослабната после 6000 на паѓање во грев и одење по таа пониска природа. И таа борба за власт, за превласт, кој ќе седне на престол во нашите уми секој дневна? Павле многу зборува за тоа. Сега, малку подоле, на крајот ќе прочитам малку повеќе за волјата. Освен само ова, ќе го истакнам сега, волјата има владеачка моќ во човечката природа. Самото тоа кажува дека е царот. Владеачка моќ. Таа е одлучувачка и владеачка сила. Ова се кратки цитати од Елен Вајт, подоцна ќе прочитам малку подолго. Цитат. А дека клучна е волјата, од волјата токму зависи изградбата на карактерот, оно што е најбитно за нас. Зошто? Затоа што карактерот се гради врз секојдневните наши одлуки. А одлуките кој ги носи? Волјата е таа одлучувачка сила. Видите колко е битна волјата кај човекот. Значи, дали ќе ја засилиме, или треба да обрнеме и како внимание што е тоа што може да влијае да ја ослабне нашата волја. Не е самото сознание, ако го земеме човекот во Римјаните 7 глава, тој е освестен, тој е осведочен дека е слаб, дека е грешен, ама нема сила. Значи, да, он е осведочен во нешто подобра ситуација од Лаодикеецот, кој што везе нема од осведоченост. Значи, тој мисли дека е супер. Овој барем е осведочен, но нема сила. Каде му е силата? Не може да најде силата за да извојува победа, за да ја стави волјата на вистинската страна. Што се може да влијае на волјата? На кратко, сетилата. Колку ги имаме? 5 на број. Сетилата кои што треба да се вардат затоа што тие се природите кон душата, кој што вели сестра Елен Вајт. И затоа е многу битно. Зошто решението е во 1 Коринќаните 3:18 да гледаме на Христа, да гледаме во Божјата слава, затоа што човекот што гледа во тоа се претвара, што јаде во тоа се претвара. Сетилата се многу битни. Да се контролираат. Значи, каква ќе биде волјата и каква ќе биде нашата одлука, многу зависи од тоа што примаме. Емоциите, исто така многу битен момент се. Дали човекот делува исто во ситуација кога е исплашен
или гневлив, да кажеме, или кога е мирен и се чувствува сигурен. Не може да делува исто, не може да донесе иста одлука. Искуството, кое што го имате, животното искуство, како велиме, ако некој на нешто се изгори, после ќе дува далеко. Ама не, оној што не се изгорел, поинаку размислува од оној што се изгорел. Значи, искуството исто така многу има влијание на тоа, на самата волја на човекот. Дори тука спомнав, минатиот пат, сега пак ќе нагласам, значи, таму во тој лимбичен систем, кај што се емоциите, тука е и меморијата на некои работи. Значи, посебно се забележани оние травматични моменти во животот што сме ги доживеале. Посебно емотивни моменти. Тие се толку јако забележани. И многу е тешко човек да се справи со последиците на такви работи. Без Божја помош не е можно. И затоа, велам, искуството, човекот ништо поминал во животот, низ какви искуства, исто така може да детерминира како ќе функционира волјата и какви одлуки донесува. Влијанието на средината и околината исто така. Знаете, денеска секој човек копне да биде прифатен во некое друштво. Се чувствува посигурен. Еве, колку и да не е чудно на нас, меѓутоа, ете, некои такви, исто така си наоѓаат своји соодветни друштва. Сакаат да се почувствуваат некаде прифатени. Човекот не сака да биде поинаков од другите, да, тоа е нормално. Како некој тука кажа, и тие си имаат некоја своја нормала, односно во некој свој свет, они си се нормални. Знаењето, многу битна работа, има неверојатно влијание на волјата и на умот. Затоа фала му на Господа за сето ова знаење што ни го дал. Читајте и повторувајте, како што вели таму писмото, повторувајте си сами на себе, на своите деца, на своите синови и керки, затоа што тоа има влијание на мозокот, на носењето на нашите одлуки. Навиките исто така многу битен момент се. Од кој што тешко се откажуваме. Обкружувањето и тоа има влијание свое. Не е исто ако сте негде во природа, кај што ќе слушате цвркотот на птиците, природата ја гледате, зелената трева и така натаму, и во градот кај што гледате билборди или не знам што и се и се што. Не може да ви доаѓаат исти мисли, тоа е факт. И нормално се тоа може да се сведе на Бог и неговите ангели и ѓаволот со неговите ангели, влијанието кој што тие го вршат и Бог со своите ангели. Своите слуги. Службени духови, што вели писмото. Значи, сите овие работи кои ќе ги имаме во предвид, треба добро да размислиме, да видиме зошто некои работи се такви какви што се во нашиот живот и зошто некои одлуки ги носиме како такви. Треба да сме многу самокритични, ја би рекол, со малку посовремен речник, односно со речникот, нашиот речник, живееме во Јом Кипур. Живееме во време кога треба да ги испитуваме нашите души, што, кажува брат Зоран, треба да бидеме максимално сериозни, а не да, како да ете, така, животот си тече, забавно е, интересно е, вака, така, ќе отидеш ваму, ќе отидеш таму, ќе доживееш вакви работи, излив на чувства, емоции и така натаму и испитајте се самите себе, вели Павле во 2 Коринјаните 13:5. Дали сте во верата, проверете се самите себе, не го проверувате братот или сестрата. Проверете се самите себе, или псалмистот во 139 псалм, 23 и 24. Испитај ме целиот Боже, запозна ми го срцето, испитај ме и запозна ги моите мисли. Погледни да не одам по гибелен пат и поведи ме по вечниот пат.
Да, потребно е да бидеме самокритични, потребно е да погледнеме на себе, потребно е да ги разгледаме сите овие работи, да видиме како функционира нашиот ум, дали му се предаваме на Бога, дали сме за обнова нашиот ум или пак сме закоравени во некои наши размислувања, ставови, навики и така натаму. Видите што веле Вајд околу волјата и тука ќе привршиме. Значи, волјата, рековме, има владеачка моќ во човечката природа. Ако волјата е насочена на она што е исправно, целото суштество ќе и се подчини на незината власт. Еве зашто волјата е царот. Ама ќе биде лош цар, ако, затоа што рековме дека е ослабната, ако не се предаде во вистинските раци и не е на вистинската страна. Волјата не е вкус или склоност, туку можност на избор. Таа е одлучувачка и владеачка сила, која што делува во човечките синови, наведувајќи ги на послушност или пак на непослушност кон Бога. Се доека не ја сватите вистинската сила на волјата, ќе се наоѓате во постојана опасност. Многу силни зборови. Вие можете да верувате и да ветувате се, но вашите ветувања и вашата вера нема да имаат никаква вредност, се доека вашата волја не биде на вистинската страна. Ако во добрата борба на верата се борите со сета сила на својата волја, сигурно ќе победите. Ваше е само со својата волја да бидете потполно на Христова страна. Кога својата волја ќе му ја почините неговата, тој со самото тоа станува господар на вашето битие. Тој станува цар. Тој седнува на престолот во нашето срце, како што вели писмото, во нашиот ум. И делува во вас да сакате и да постапувате според неговата волја. Вашата природа доаѓа под контрола на неговиот дух, дури и мислите се подчините под неговото влијание. Ако не сте во состојба да владеете со сопствените побуди и чувства, а не сме во состојба да владееме со сопствените побуди и чувства, можете да владеете со својата волја. Па тоа е тоа што Господ ни го дал и не ни го одзима, слободната волја. Ние одлучуваме. А со тоа можете да внесете потполна промена во својот живот. Значи, нашата одлука да застанеме на Божја страна, конечно, како што повикувал Илија, како што повикувал Јован Крстител, како што е веста за последното време, до кога на две страни? Или на едната, или на другата. Решете се. Значи, тоа ние го одлучуваме. Потоа, ако му ја ставиме, значи, волјата во Божји раце, тогаш го имаме царот, вистинскиот цар, поредокот е како што треба, нема проблеми тогаш. Кога својата волја ќе му ја почините на Христа, вашиот живот ќе биде сокриен со Христа во Бога. Тоа е стапување во сојуз со силата што е над секоја власт. Да стапиме во сојуз со силата што е над секоја власт. Ѓаволот е моќен непријател. Но кога ќе стапите во сојуз со силата што е над секоја власт, не може ништо. Тогаш ќе имате потпора во Бога за цврсто да се фатите за неговата сила и можност да живеете нов живот, живот на вера. Во настојувањето да се воздигнете и облагородите, ќе успеете само ако со својата волја бидете потполно на Христовата страна, соработувајќи со Светиот Божји Дух. Никогаш нема да чувствувате дека нешто не можете. Туку секогаш ќе кажете, јас можам, јас сакам. А Бог со својот Свети Дух гарантира помош со секој напор кој што одлучно ќе се превземе. Кој е на престолот во нашиот ум е клучното прашање. Нека Господ ни помогне да му се предадеме, тоа е наша одлука, да тој седне на престолот и тоа се ќе биде во ред. Нека му е слава нему. Амин.